Ова година славиме 77 години и го одбележуваме овој голем национален празник. И тоа за прв пат во историјата ќе го правиме заедно општина Прилеп и општина Куманово. Да кажам дека општина Прилеп по соработка со голем број на спортски и културни здруженија, со Центарот за култура Марко Цепенков, со Центарот за современа ликовна уметност и Заводот и музеј во Прилеп, ќе понуди вистинска богата програма за овие неколку дена. Имено, одбележувањето и прославата на 11 октомври од Прилеп започна вчера, на 7 октомври, а ќе трае до 14 октомври со одбележување на голем број на културно, забавно и спортски настани во текот на овие неколку дена. Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде домаќин на низа културни настани, театарски представи и изложби. За тоа, впрочем, ќе говори директорот Менче Караджовска. Понатаму Центарот за современа ликовна уметност ќе понуди и ќе организира за прв пат оваа година фестивал наречен со Марко на улица, каде што поконкретно ќе зборува господинот Звонко Димовски. И за нас најважно и најбитно за нашиот град и за општина Прилеп, секако е конечно во општина Прилеп и во Меморијалниот музеј 11 октомври да го донесеме, да биде ставена репликата на народниот херој, орденот народен херој за Прилеп. Мислам дека орденот што го има добиено општина Прилеп на 7 мај 1975 година од маршалот Јосип Броз Тито е гордост за нашиот град и треба да се сеќаваме и да му дадеме признание на сите оние борци што загинаа во народно-освободителната борба за да го добиеме овој орден. И атрибутот што го носи Прилеп град херој, токму е за оваа прилика. На орденот народен херој после осамостојувањето на Македонија е изгубен во лабиринтите на старата општинска зграда. За жал не е пронајден овој орден како е изгубен, никој не понесе одговорност и до сега органите на прогонот се немаат изјаснето за докаде е постапката. Со директорот Благој Атанасовски се заложивме, кој што е директор на Заводот и музеј во Прилеп, да направиме на реплика на орденот Прилеп град херој, што тоа се обидовме и го направивме и тоа ќе го презентираме за нашиот град и нашата општина, а за тоа сакам да зборува господинот директор Благој Атанасовски. Уште еднаш да потенцирам дека по повод 11 октомври, како национален празник на Македонија, ќе имаме голем број на забавно, културно и спортски настани во овие неколку дена. Главната представа што ќе се случува на 10 октомври вечерта во Прилеп, а на 11 октомври во текот на денот ќе се организира прослава во Куманово заедно со општина Куманово. На 10 секојаш ние во Прилеп го организиравме прославувањето и одбележувањето на 11 октомври на 10 вечерта, кога правиме огномет, кога пукна првата пушка званично, тоа го презентираме секоја година, а на 11 го слави Куманово, општина Куманово. Сега го направивме заедно, на 10 вечерта ќе дојде делегација од општина Куманово, заедно тука со нас. Ние целата таа програма ќе ја презентираме преку YouTube, за да може дојѓаните да ја гледаат во цела Македонија и посебно во Куманово, а додека на 11 наша делегација од општина Прилеп ќе појдеме во Куманово, каде што заедно и таму ќе прославиме 11 октомври. Можам да кажам дека нашата институција директно е секоја година поврзана со прославата на празникот 11 октомври, а годинава имаме зголемена активност на иницијатива на градоначалникот доктор Илија Ивановски во врска со обележјето се работи за орденот кој е
одликува нашиот град, еден од 8 градови кој имал привилегија да биде 75-та година одликуван од тогашниот председател Јосип Броз Тито на СФРЈ. И тој орден години, па скоро 20 на години стоел во просториите на тогашната општина, сега локална самоуправа. Од 93-та него му нема трага, исчезнува од просториите на општината, што значи се не знаеме дали од идеолошки причини или од материјални причини, пошто орденот бил златен. Така да ние сега презедовме на активност да направиме, да исправиме таа грешка. Една активност, копија да направиме од орденот, исто така на иницијатива на градоначалникот му заблагодарувам за тоа да се направи два примерока, од кој едниот ќе биде поместен во просториите на локалната самоуправа, другиот ќе биде во поставката на нашиот историската постава која се најдува во участакот. Значи, ќе заземе место како што заслужува тој орден и исто така ние се потрудивме да направиме и реплика на самиот орден, на мермерна плоча во релјеф кој ќе биде изложен тука во локалната, а накнадно можеби и ќе се донесе одлука да се постави во непосредна близина на локалната самоуправа. Немаме интервенција направена од последната интервенција кога е пуштен и реновиран участакот, меѓутоа нема некои големи оштетувања, но во план ни е и тоа да го и тие оштетувања кои се моментално во објектот, ние би ги санирале за кратко време. Поставката не е проширена, но ја користаме во оваа прилика да кажам дека во концепцијската поставка постоеше биста на претходниот председател Јосип Броз Тито, од кои причини не знам, мојата колешка и веројатно со поголемите инстанции ја беше била тргната од поставката и склонета на некое невидно место, но со наш напор ние пред неколку месеци ја вративме бистата во участакот на местото каде што концепцијски припаѓа и во план ни е сега и орденот, копијата, да ја поставиме заедно со бистата на Јосип Броз Тито. Па ние ја испративме официјално допис до Министерството за образование и култура. Значи, сите споменици наши тука, поставки кои ги имаме во околината на Прилеп и во самиот град, да бидат во програмата, училишната програма на сите училишта внесено како програма која треба да имаат во нивното програма, во училишната програма. Имате добиено одговор? Па, најавено е, меѓутоа го немаме добиено официјалниот документ, но е најавено дека веќе е донесена одлука таква. Ние имаме и големи посети, мислам, и досега имаме посети од нашите училишта тука во градот и од околината, Долнени општина, например, го посетуваат од околните села, сите училишта кујчета во Небрегова на Блаже Конески. Во рамки на програмата за одбележување на 11 октомври, како што и градоначалникот спомна, учество ќе земат и Центарот за култура Марко Цепенков и театарот Војдан Чернодрински, и тоа со содржини активности кои што всушност се дел од нашите редовни програмски активности. На овој начин ние се приклучуваме кон другите институции и установи кои што мислам во општината, но и пошироко на ниво на држава за одбележување на овој значаен датум од македонската историја, вооруженото востание на македонскиот народ. А во намерата да се реализира и побогата и посодржајна програма, Центарот за култура ќе понуди бројни активности, и тоа од различни области, за различни вкусови, и тоа ќе понуди содржини од театарската уметност, од ликовната уметност и од музичката уметност. Ако сакате, сега можам да ви го кажам и редоследот на нашите активности по датуми, ете така, значи редоследно тоа би изгледало вака.
Започнуваме на 9 октомври и тоа во ликовниот салон, тоест фоајето на Центарот за култура, со почеток во 19 часот ќе има концерт на Адер Либитум трио. Понатаму за љубителите на театарската уметност, час подоцна, тоест во 20 часот на сцената од театарот Војдан Чернодрински, премиерно ќе биде изведена представата Казимир и Каролина од Еден фон Хорват, а во режија на Нела Витошевиќ. Веќе следниот ден, на 10 октомври, во 18 часот или во предвечерието на празникот, во Ликовната галерија ќе биде отворена изложба насловена како не-дефиниран урбанизам, значи недефиниран урбанизам, на Катерина Деспот и Васка Сандева. И на 12 октомври, исто така салонот, ликовниот салон при Центарот за култура, ќе се одржи концерт на пијано од Бобан Рајчиновски и почетокот на овој концерт е во 19 часот. За сега ова се нашите активности, се разбира дека до крајот на месецот имаме уште многу, но за тоа потоа кога треба ќе ви информираме навреме. Во врска со фестивалот со Марко на улица се важни неколку работи кои што мислиме дека за прв пат се случуваат, можеби не само во Прилеп, туку и во државата. Тоа се однесува пред се на изборот на темата, на начинот на кој што ќе биде реализирана самата тема и визуализацијата која што сметаме дека е исклучително атрактивна. Само да повторам дека организатори на фестивалот се Центарот за современа ликовна уметност, а фестивалот е реализиран со поддршка на Министерството за култура и Општина Прилеп. Основната идеја на фестивалот, како и на замисла, е реактуализацијата на културното и народното наследство, односно секоја година ќе бираме по еден лик или дело од нашиот регион, за кој што сметаме дека има потреба да го реактуализираме и користејќи современи уметнички техники и современа технологија, тие дела и настани да ги представиме како урбани херои, кои можат повторно да бидат тек од секојдневното живење на нов урбан начин. Ова година изборот на Марко Цепенков како тематска единица на фестивалот се наметна како многу очигледна. Зошто е Марко Цепенков заслужен, сите знаеме, но формата на кој што Марко Цепенков е представуван помеѓу младите луѓе во учебниците, во народните приказни е премногу архаична и неатрактивна. Значи, ние решивме да го представиме тоа како процес на така наречена урбанизација, дека ликот на Марко повторно може да биде атрактивен. Тоа ќе го постигнеме со многу тематски содржини, кои што ќе ги представиме во текот на тие 3 дена. Сите содржини и сите рекламни материјали, промотивни материјали кои што граѓаните ќе можат да ги купат и ги посетат, се сработени врз основа на 6 прототипи на Марко Цепенков кои што ги изработивме. Како што можете да видите, тука има Марко Цепенков кој што е диџеј, кој што е театарски работник, кој што е ликовен уметник, кој што е режисер. И студијата во текот на фестивалот ќе бидат представени во работилници. Плакатот ги представува тематските соби на фестивалот и секој одделен настан, согласно содржината и собата, ќе има свој плакат во текот на фестивалот. И сите ликови кои што ќе видовте, и имаме сериозни сигнали дека сме постигнале и сме направиле многу добра работа со визуализацијата, ќе се најдат на многу производи. Приврзоци, беџови, обетки и сето тоа ќе биде изработено од смола, нема да биде изработено од пластика. Ќе имаме беџови, налепници, стикери, мајци, торби, значи цела палета на производи со 6 ликови на Марко Цепенков. Сите рекламни материјали и плакатите ќе го содржат и нашиот QR код, така да програмата ќе може да се повлече како апликација во телефонот. И само накратко на тематските содржини, ја веќе ги споменам тие што сметам дека се најатрактивни.
Официјалното отварање на фестивалот е во четврток во 17:45 часот пред Домот за култура Марко Цепенков. Ке отвориме со многу интересна огнена представа. Значи, представата е концепирана како комбинација од представа и перформанс со оган. Тоа ќе биде официјалното отварање. И потоа ќе следат многу тематски содржини, од кои како најинтересни, најатрактивни, кои конкретно ќе се занимаваат со реактуализацијата на ликот на Марко Цепенков, се 3D визуализациите, кои што ќе ги промовираме навечер, работилниците за деца, сликањето на зидни површини, слем вечерта, и сите овие тематски содржини кои што ги нагласувам, во целост се инспирирани од ликот и делото на Марко Цепенков. Значи, тие 3 дена, Марко Цепенков, може би не на очигледен начин, но ќе биде присутен на секаде низ градот. Исто така има и многу придружни активности. Секој ден имаме кратки кино сеанси во соработка со два важни фестивали во државата, Винтер Априкоц и Македокс од Скопје. Ќе има дневни концерти. Секој ден ќе го започнуваме со рекреација, односно граѓаните ќе можат да вежбаат зумба или да скокаат на канго. Ќе има дневни концерти на неочигледна класична музика и тука ќе направиме реактуализација. Дневни концерти на саксофонисти со диџејска придружба. Секако ќе има и храна, делумно инспирирана од периодот во кој што творел Марко Цепенков. Секоја вечер ќе завршува со многу атрактивен концерт на голема звезда. Тоа се Chromatic Point, Каин и Room 313. И може би една од поинтересните содржини која што заборавив да ја споменам, тоа е дневното студио за body painting, кој што ќе трае цел ден и ќе заврши со една затворена клубска забава со музички проект кој што се спрема за фестивалот. Колку е сериозно сработен фестивалот, може би говори тоа дека најголем дел од работите за кои што зборувам се претходно договорени со сите артисти, односно се еден вид на нарачка. Значи, фестивалот се работи наменски и веќе долго време. Идејата е секоја година фестивалот да постои, секоја година да имаме нов лик или дело.